Општа е оценката на сите посетители денеска на пазарот со кои што разговаравме дека Великден си го направи своето. Дека се повеќе истрошени од минатиот петок и дека малку помалку купуваат за разлика од минатиот пазарен петок. За тоа ни кажуваат и граѓаните, меѓутоа за тоа го потврдуваат и самите пазарџии. Велат се купува колку само да се помине неделата и ништо повеќе. Всушност, еве ги нивните мислења. Истрошивте ли за Великден? Да. Да, ние сме пензионери и истрошим се. Се отиде, Па малку повише. За Великден, а? Да. Остана ли нешто за денес? Па остана. Има, остана. Гледам дека малку сте позарели, да не се истрошивте за Великден. Па да, веćinom да, сите сме така. Истрошени? Да. И сега што правим? Сега ќе чекаме пензии и плати. Готово, изрушено е. Изрушено е па. Сега што правим? И што правиме? Ништо. Ќе чекаме пензии. Пензија, друга пензија. Ништо. 1000 dinara е 100 dinara. Остане ли нешто за... Па ќе остане, мора да остане. Малку, ама не. Па малку се. Пазарџиите го делат мислењето на граѓаните. Не се изненадени од намалениот интерес за трошење пари, но велат дека и присутноста пред пазарните тезги е битно намалена. Ма нема народ, нема кој да купе. Тука е проблемот. Да не е пост великденски, за Великден се истрошија. Па сигурно за Великден се потрошија слабо, финансии нема потрошни. Искрено кажано, сега помалку. Не е тоа, да речеме тогава по 3-4 кила каставици, пиперки, 2 кило и пол, партиджани 2 кила. Сега скромно по кило, ама важно купува. Са е помал, да кажеме, некне пред Великден беше и сите беа дома, по-добро беше, ама добро е. Да не се истроши. Па се истрошни нормално и скапа е робата. Ниту намалените цени на отделни производи пред се од зеленчукот не беше доволно примамливо за и онака истрошениот джеп на посетителите. Ако ги споредиме празничните цени и сега имаме драстичен пат на цените, особено каставичка, да е денеска е 70 денара, може некаде и 60. Не Колку беше минати? Беше 140, па 120, па 200 беше. Сега е 70. Што е со пиперот, со доматите, со... Исто така, како пиперот има исто пат. Овој пипер беше пред неколку дена, пред празникот, 250, сега е 200. Овој беше исто 250, сега е 200. За неполни 2 недели, за граѓаните предстои уште еден финансиски предизвик – првомајските празници. Дали нешто за не дај Боже е оставено од пари настрана за први мај да се одбележи или за тоа само ќе се прераскажуваат спомените од некои минати, но убави времиња. Тоа допрова ќе се види.